Сува планина. Сува планина во морфолошки поглед представува продолжение на планината Караџица кон север, односно е дел од планинскиот масив Јакупица. Морфолошката граница помеѓу овие две засебни планински целини е релативно тешко да се определи. Во најдобар случај, тоа би бил најтесниот простор со широчина од 1,5 километар помеѓу изворишниот дел на Патишка река и стрмниот одсек кон поречкиот басен, односно помеѓу врвовите Мирска вода и Миленков камен. На исток Сува планина е ограничена со долината на Патишка река, додека незината западна граница е определена со стрмниот одсек кон поречкиот басен. На север се наоѓа долината на Брезница, која ја одвојува Сува планина од Рицко-планинскиот простор понатаму кон север. Нејасниот морфолошки премин помеѓу Караџица и Сува планина го оневозможува и точното одредување на највисокиот врв на Сува планина, односно нејзината апсолутна височина. На географските карти со поситен размер, а често и во литературата, оваа планина се означува со височина од 1743 метри. Тоа всушност представува еден врв кој се наоѓа во средишниот дел на планината, северно од увалата Зајачница. Меѓутоа, само 1,2 километри јужно од овој врв се наоѓа поголем, кој има височина од 1760 метри. Ако се земе за точна горе одредената граница помеѓу Караџица и Сува планина, тогаш највисокиот врв на Сува планина би представувал Мирска вода со 2179 метри. Во морфолошки поглед Сува планина покажува карактеристики на високо издигнато плато, кое освен кон југ завршува со стрмни падини со различен генетски постанок. Ова плато на исток е пресечено со флувио-глацијалната долина на Патишката река. На запад е одвоено со тектонскиот одсек кон поречкиот басен, а на север завршува со преграбенската долина на Брезница. Должината на Сува планина изнесува околу 9 километри, со најголема широчина во средишниот дел од 4 километри. Скопска Црнагора. Скопска Црнагора, средно висока планина, се издига помеѓу Скопската котлина од југ, Кумановската котлина од исток, Гниланската од север и долината на реката Лепенец од запад. Планината се протега во правец југозапад-североисток, со највисок врв рамно од 1651 метар. Останати повисоки врвови се Соколовец и Душановец. Не е познат периодот од кога оваа област се нарекува со своето денешно име, меѓутоа се смета дека за прв пат била спомената во 13-тиот век, кога бугарскиот цар Константин Тих ги оставил селата во својата задужбина, потоа Црнагора повторно се споменува во 1300 година во повелбата на кралот Милутин во црквата Свети Ѓорѓе во Скопје. Во 15-тиот век Црнагора е спомената во житието на деспотот Стефан Константин Филозоф. Турците по освојувањето на Скопје го превеле. Останатите повисоки врвови се Соколовец и Душановец. Настаната е со раседнување, составена е од кристалести шкрилци и еруптивни карпи, преку кои лежат мезозојски карпи и терциерни седименти. Со долината на Липковска река поделена е на два дела, западен повисок и источен понизок, познат под името Карадак. На Скопска Црнагора се наоѓаат изворишта на поголем број речни текови. Целиот крај околу планината понекогаш се вика Црногорија и е многу богат со цркви и со манастири. Например, манастирите Матејче и Свети Ѓорги на источната страна и манастирите Свети Архангел и Света Богородица на западната страна. Не е познат периодот од кога оваа област се нарекува со своето денешно име или назив со кој се именува, меѓутоа се смета дека за прв пат била спомената во 13-тиот век. Турците по освојувањето на Скопје го превеле името од Црнагора во името Карадак и овој израз се уште може да се најде во употреба и до ден денешен. Bliže, što mi rastu te sni.
Вічно біля